Почитувани гледачи, добар ден и добродојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска се наоѓаме на едно специјално, многу убаво и ексклузивно место. Денеска сме специјални гости во галерија Мартин. Тука и сопственикот, мојот стар добар пријател господинот Мартин. Мартин, добре ми дојде во Супер Звезда, како си? Добро ни дошле, Даре, фала му на Бога, добро е. Многу ми е драго што ќе имаме можност денеска за нашите најмлади гледачи и за нивните родители да направиме едно специјално издание на нашата емисија во кое што ќе може со вас да поразговараме нешто повеќе околу вашата работа и на сите да им објасниме како е да се мине животот во 3 ѕида исполнети со уметнички дела и еден излог. Така ли му доаѓа? Па некако така, меѓутоа така малце послободарски кажам на тоа, али ете, може и така да се каже. Ова нека биде само најава за нашето денешно издание. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со господинот Мартин за неколку минути. Во меѓувреме правиме пауза, а вие бидете тука. Почитувани гледачи, за оние кои малку подоцна се вклучија, Супер Звезда денеска се специјални и ексклузивни гости во центарот на градот Скопје. Се наоѓаме на улица Свети Кирил и Методи, веднаш спроти трговскиот центар Рамстор. Тука, во овој прекрасен амбиент, мојот драг добар пријател Мартин помина поголем дел од неговиот живот. Ајде да кажеме сега, Мартин, каде сме денеска дојдени? Денеска сте во галерија Мартин, значи едно уметничко ткаче и една уметничка галерија кај што може секој да дојде да погледне уметнички дела, да се запознае со нив, да се запознае со нас, да го запознаеме со уметноста и да поразговараме малце пред да почнат да купуваат уметнички дела. Така, убаво е дечињата да знаат како е човек да работи ваква убава, интересна и благородна професија. Впрочем, затоа и сме денеска овдека, со цел да ве представиме како човек кој навистина работи нешто многу интересно. Уживате ли во вашата работа? Апсолутно. Без уживање оваа работа не може да ја работите, тоа ве уверувам 100%. Ајде да кажеме нешто повеќе за оваа галерија. Кога настана оваа галерија? Значи, идејата за галерија е некаде 2002 година, меѓутоа има еден предисторијата од ова. Ние од 98 година, уствари јас 98 година, прв пат организирав една ликовна колонија во град Кавадарци, односно во општина Конопиште, тогаш се викаше, сега не постои како општина, сега под општина Кавадарци, и ја правевме таа колонија, се викаше Михајлово, и со текот на времето многу дела од таа ликовна колонија, кој што сами си ја финансиравме и наоѓавме нели дел спонзори, останаа поголем дел уметнички слики кои што требаше некаде и да се дадат. Сега идејата настана 2002, бидејќи јас како ликовен уметник, претходно кој што се бавеше со ликовна уметност, решив малце да влезам во трговијата со уметнички дела, кој што ја сметам дека е суштествена заедно со делот во уметноста, како ликовен уметник, меѓутоа не можете па заедно да работите и да сликате и да продавате уметнички дела. Значи, овие две работи се взаемно поврзани, ова му дојде како продолжена рака. Точно, меѓутоа не можете некако неопходно е време за ликовен уметник, а неопходно е време пак и за продажба на уметнички слики. Така да секој кој што мислам дека отворил и уметничка галерија, а е ликовен уметник и сликал, мислам дека не опстои, бидејќи менаџерот и менаџирањето на ликовната уметност бара сосема друг пристап, сосема е друго од уметноста во типот на сликањето. Пошто сликарот треба да се занимава со собствената интуиција за сликарство, додека менаџирањето и продажбата на уметнички дела е сосема друг пристап, сосема друго дело кое што доаѓа како еден вид маркетиншки дел, продажба, подучување, познавање на историја на уметност поопширно, запознавање, малце кокетирање и така. Многу интересно, навистина многу интересно. Која година се роди галерија Мартин? Значи 2002 година, некаде февруари месец ја отворивме, така да од 2002 до сега обстојуваме. Тогаш бевме како Ренуар, меѓутоа нели потоа размисливме дека сепак треба да го носи нашето име. Ренуар галерија има ни светот 100.000, а галерија Мартин се поретка посебно во Македонија. И така да идејата ни дојде дека Мартин како име да го наметнеме малце како бренд за галерија.
морам да напоменам дека вие во овој бизнис не сте сами индивидуално, напротив, тоа го правите веќе фамилиарно и со вашата сопруга, со тоа што и таа има отворено исто така уметничка галерија, која што е па сестринска фирма на оваа која што имате, така ли? Точно е, пред 3,5 години решивме малце да отвориме и да се прошириме со поголем простор и да ја вклучам и сопругата во делот на уметноста, кој што исто голем љубител на уметноста и таму организираме и изложби, бидејќи тука ни е просторот многу помал и сакавме значи да излеземе во сусрети на уметниците и да почнеме еден друг пристап кон уметноста, кој што го имат и светски галерии. Значи со организирање на изложби годишно од 4 до 8, зависи во тоа како имаме потреба за тоа да го направиме, бидејќи не е толку едноставен процес и продажбата и правењето изложби не е толку едноставно. Така да отворивме уште една галерија која што е поголема, тоа е арте галерија и таму е сопругата и она се води како собственик и она таму работи. Прекрасно. Значи, двајцата си разговарате нонстоп за уметноста и дома и на работа. Па да, и си разговараме и за уметноста, и за продажбата, за маркетингот, она што го гледаме нови трендови по интернет, по фејсбуци, по сето тоа, сакаме да навлеземе, пратиме што се случува со уметноста на светско ниво, на локално ниво, соработуваме на локално ниво и значи збориме за и балканско ниво, соработуваме и со српски, со бугарски автори, со бугарски галерии, со српски галерии, така да има премногу слики уметнички дела, може да се каже овде и кај вас и кај сопругата. Колку вкупно имате, на пример? Па вака сега во овој простор имаме околу 100 слики. Во другиот простор имаме повеќе пошто е поголем како простор, таму имаме и дела значи скулптури, мал број на скулптури, меѓутоа во вајарството сме малце помалце навлезени, бидејќи нашиот народ малце помалце сака скулптура и не е запознаат и заради тоа малце се тргнавме од скулптурата, бидејќи јас сум по професија и сликар, повеќе го сакам сликарството. Не значи дека сум скрос одвоен од вајарството, меѓутоа повеќе ме влече сликарството и заради тоа повеќе се преориентирав кон уметнички дела од сликарски карактер. Тешко ли беше да се најдат сите овие? Сите се како одбрани, секоја е уникатна, си има нешто свое. Па тешко е, да знаете дека е тешко, бидејќи секој уметник различно твори и од секој уметник имате различни дела и различна тежина на тоа дело. Сега најтешкиот дел во пронаоѓањето на вистинското дело од уметникот тука е најголемиот и проблем. Значи треба да процените дали тоа дело што ќе го одберете за продажба од авторот, дали тоа ќе пројде најдобро во продажбата и дали тоа исто дело ќе биде најпродажно и најквалитетно. Тука треба око и треба да процените. Сега јас со текот на времето веќе научив да ги гледам и уметниците со различен карактер, различно да ги проценуваме нивните дела и така да знаеме кога слика најдобро, кога малце уметникот забоштува, меѓутоа да, па нормално е во својот живот и уметникот има моменти на емоции, има моменти кај што створи идеално, така да треба да го препознаете тој дел. Да се фатат амплитудите. Кога е во пикот или кога е долу. Прекрасно, навистина ќе научиме многу интересни работи денеска овде. Почитувани дечиња и почитувани родители, сите вие кои што се интересирате околу уметноста, денеска има можност да дознаете многу повеќе. Ќе откриеме вака тајни кои што се однесуваат на галериската уметност, затоа останете со нас, се враќаме во галерија Мартин во разговор со мојот драг добар пријател Мартин за неколку минути. Ќе направиме една сега кратка пауза. Вие почитувани гледачи, почитувани гледачи, оние кои малку подоцна се вклучија, да ги информираме дека денеска Супер Звезда е специјален ексклузивен гостин во галерија Мартин. Денеска откриваме нешто повеќе околу галериската уметност. Откриваме како е да се работи овдека во овие 3 ѕида исполнети со уметнички дела и еден излог. Мартин, ти поголем дел од животот го помина овдека, така ли меѓу овие? Точно. Помеѓу уметничките дела, помеѓу ѕидовите, меѓутоа на ѕидовите имаме наредени прекрасни дела и така да ѕидовите не ги чувствуваме ладно. Ме интересира
голем дел од времето кога го поминуваш овдека, некогаш разговараш по телефон, некогаш комуницираш со сите оние потенцијални клиенти, дали се одмараш гледајќи во овие прекрасни уметнички дела? Нормално е кога се одмараме, затоа што ако не гледаме во нив, нема да знаеме ни да проценуваме што е тоа добро или што е тоа лошо. Основното гледање е во уметничкото дело, кога можеме да си ги испразниме очите на него и да го восприемаме и да имаме еден потенцијален начин како да разговараме со клиентелата за тоа уметничко дело. Ме интересира, што мислиш кој е вака твоето индивидуално размислување, дали во Македонија имаме добри ликовни уметници? Во глобала, значи, Македонија има страшно добри сликари. И можам да ви кажам од тоа што сум гледал и надвор по музеите и по другите галерии во светот, имаме одлични сликари. Одлични, можам да ги пофалам само во позитивен, контекст. Така, кажи ми, имаш ли некоја порака до ние дечиња кои што не гледаат, а сакаат да се бават со сликарството еден ден, што треба да прават? Моја порака е да ги пратат наставниците по ликовно, да сакаат да сликаат, да уживаат кога сликаат, бидејќи уметноста е уживање. Значи, не е само техничкиот дел е надоврзување на сето она што го уживате. Ако го познавате техничкиот дел, кој ќе го научите, ќе ве научат тоа. Меѓутоа, уживањето и талентот мора да се претучи со еден дар на ослободување на емоциите во самата слика. Се надам дека нема ништо поубаво во животот од она да се спојат талентот и уметноста, односно и уживањето тука само по себе да си дојде, така да имаат можност животот да го поминат онака баш како што го поминувате вие, претпоставам. Работите, уживате. Па да, јас уживам, пример би сакал на младите дечиња да им кажеме дека ако сликаат со уживање, тие секогаш може да бидат присутни во галериите ние што ги работиме, така да тие се наследници, тие се тие што треба да дојдат после извесен период и да нивните дела да ги красат нашите галерии, а ние да ги продаваме. Значи да ги менаџираме и да ги продаваме, така да нека се ослободат од сите стеги за уметноста и нека почнат да сликаат. Сакам да ве прашам, зборувавме малку за проценка на уметнички дела. Како се проценуваат? Тешко ли е да се процени едно уметничко дело? Во зависност од уметничкото дело. Значи сега збориме за друг карактер кој е споен во уметноста. Проценката е во основа пример автор кој што е пример застапен по уметничките галерии и веќе не е меѓу живите автори. Збориме за прва, втора генерација, трета генерација кои не се меѓу живите. И сега имаме различни начини на проценка. Некои луѓе бараат различен карактер и за различна потреба. Банки пример бараат, да се проценителски куќи исто бараат од нас да соработуваме и да им даеме проценка на тие дела. Не викаат, ние доаѓаме или ги носат делата кај нас, меѓутоа најчесто ги или фамилии кои што сакаат да си ги поделат уметничките дела и ние им правиме проценка на вредноста, проценка на отприлика староста, по периоди како е тоа дело насликено. Збориме пример од прва генерација, да кажеме Мартиновски, Личеновски, доаѓаме го гледаме делото, правиме ако имат основен документ, дека е тоа дело наследено од дедо, прадедо или било како, купено со текот на времето и ние го согледуваме тоа дело на основа на пазарната вредност, колку се движи тоа уметничко дело, ние го правиме документи и го проценуваме тоа е за самата вредност на уметничкото дело. Велат дека уметничките дела можат да вредат многу, можат да бидат бесценети. Точно ли е тоа? Па точно е. Значи имате пример од еден автор кој што пример може да направи ремек дело. Пример, еве ги спомнавме пример Личеновски, Мартиновски, збориме за наши автори конкретно. Мартиновски значи имате дело кој што не мора да значи дека е некоја димензија голема или мала, меѓутоа по периоди и реткоста на тоа дело, по начинот на изразот може да биде многу поскапо него ли дело кој што е 10 пати поголемо, а да ја нема таа тежина како тоа дело. Така и во светската уметност. Значи имате од Пикасо и за 500.000 евра слика, имате и за 50 милиона слика. Така да тоа е релативна работа. Вредноста се мери и по пазарот, и по начинот, и по
самиот автор, значи, она е тоа што го зборевме претходно, чувството на сликарот во моментот, во дадениот момент, нели, тоа што го насликал во тој момент, дали е поврзано со неговата духовна состојба во моментите и дадено како израз на самото плато. Сакам да ве прашам, со кои се уметници вие соработувате? Значи, ние соработуваме со прва, втора, трета генерација на македонски сликари, работиме со неколку млади сликари. Меѓутоа, најчесто, пример од трета генерација, да земеме, работиме со професори кои што биле на Ликовната академија, Свето Манев, Рубен Скорубин, потоа работиме со Коле Манев, со Стефан Хаджиниколов, со исто така со втора генерација, со Петар Мазев, збориме Томо Шијак, прва генерација Личиновски, Мартиновски, значи работиме со сите што се ги сметаме за квалитет во македонското сликарство и во македонското уметност. Дали освен овие дела кои што се наоѓаат и ги красат овие ѕидови на вашата галерија, може од оние понови автори кои што се уште се живи и творат, нели, да се направи дело по нарачка? Па ние од Глобала избегнуваме таква работа, може да се направи портрети. Значи најголем дел портретите може да се направи преку автори живи кои што сликаат за таков тип на нарачка. Меѓутоа слика од калибарот на некои сликари не може да ја направи за некој што си замислил, пример, ја сонил сликата вечер, па уметник да му ја наслика, тоа е многу тешко изводливо. Обично имаме и такви барања, меѓутоа ние не ги прифаќаме тие барања. За портрети нема проблем. Кои најчесто доаѓаат и кои најчесто ја посетуваат вашата галерија? Имате секаков калибар на луѓе, и од политичари, и од доктори, и од правници, и адвокати, се. Значи доаѓаат и мали дечиња, некогаш јас сум просто изненаден, мали дечиња кои што сакаат уметност и сакаат да гледаат, влегуваат во галерија со бабите, со татковците, мораме да видиме, детето многу сака да слика, многу сака уметност и тогаш сум најрадосен кога го гледам тоа. Така си разговарате со нив? Разговараме и му објаснуваме, значи пристапот и галериската работа не оценуваме само за продажба, маркетинг и сето тоа. Значи ние гледаме секој што ќе влезе, колку што можеме да му објасниме ако не ја познава уметноста. Колку што можеме да му објасниме што е тоа направено, зошто е направено, кој период е направено, зошто авторот го насликал тоа, како го насликал, неговата состојба психичка, моментална, значи комплетно сме поврзани со еден долг разговор. Значи тој што сака да купи слика е убаво и да знае. Значи имате и муштери кои што сака да знаат чисто површински, ми треба слика по метар должен или по окей, ворете и тоа, нели, нормално. Ми треба според бојата на мебелот, според бојата на лустерите се. И тоа го разбираме и тоа окей, значи нормално е се денеска не може секој да се разбере од уметност. Ако сите разбират уметноста, ние сме тогаш големи моćници, така да ќе немате работа ако другите. Така ќе немаме работа, меѓутоа има и луѓе кои што знаат многу повеќе од нас како галеристи, просто дури да им завидите, и тоа не се историчари на уметност, него тоа се луѓе кои што се купци, кои што се интересираат, навлегуваат во проблематиката на еден сликар и го сваќаат. Значи дури ние учиме понекогаш од такви. За крај на овој разговор сакам да ме прашам, нашиот народ се разбира ли од ликовната уметност? Па има дел кој што многу се разбира, има дел кој што уопште не се разбира и јас секогаш би кажал, дека луѓето е подобро да прашат во галерија, да се запознаат малце пред да купат нешто. Ќе научат нешто од нас, ние ќе го потрошиме времето со нив, бидејќи сакаме да го потрошиме. Не е целта нас само да му продаеме, сакаме да му објасниме. Јас барем лично сакам да му објаснам на некој кој сака да купи слика. Независно од тоа дело, некој сака да прави колекција, ние почнуваме со тие ни се најдраги. Пример, тие што сака да направат колекција на уметнички дела, тие ни се најдраги муштери. Зошто? Затоа што тој почнува да влегува во уметноста и уметноста му е пасија. И се вложува, дури самиот се вложува и дава дел од слободното време да седне да си купи слика, да размисли тоа дело од тој сликар, па си го замислува во просторот како ќе му стои, па како да го смени, па од тој период тој сликар и со текот на времето тие стануваат како зависници од уметност. Нормално е тоа. Така, јас ти благодарам и за овој дел од нашиот разговор, да си ми жив здрав, ќе направиме уште еднашка кратка пауза, почитувани гледачи, се враќаме во програма за неколку минути, а во меѓувреме бидете тука.
Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со мојот стар, драг и добар пријател Мартин. Мартин, најде здраво живо уште еднаш кавака. Се надам дека нашите гледачи уживаат во емисијава, која што имаме можност денеска со тебе да ја реализираме токму овде во галерија Мартин. Има уште многу прашања. Со тебе мислам дека можеме 5 дена да разговараме на оваа тема. За жал емисијава не ни дава толку голем простор, затоа ќе се фокусираме само на оние најбитните прашања. Со оглед на тоа што сакаме да им помогнеме на дечињата во иднина да си одберат онаа професија која што навистина им лежи на срце и со љубов ќе се ја работат. Тука би те запрашал како е твојата работа овде, уживаш ли ти во твоето работење, има ли некои потешкоти, како е да се води една ваква уметничка галерија? Па потешкоти секогаш има, нормално е да има потешкоти, меѓутоа јас уживам. Значи пред се уживам, ако не уживам во ова, нема ни да го работам. Тогаш би се свртил во вториот дел, оној првиот дел мој најзначаен, би почнал нели да си сликам, би уживал во сликарството и би ми оставил некој друг да ја работи мојата работа. Меѓутоа јас уживам во ова, веќе сум навлезен многу и уметноста сега неблагодарно е да кажам ја познавам многу, меѓутоа ја познавам нашата уметност, македонската уметност, македонските прилики и она што како уметност сакаме да го презентираме, да го продаеме, значи да го изменаџираме и да дадеме се од себе за да биде тоа презентирано на најдобар можен начин. Како поминува, да кажеме, твој работен ден? Во колку часа доаѓаш овде? Од кога до кога е отворено? Па галеријата е отворена од 10 до 14 часот, значи работиме двосменски, така е, мора да видиме, според правилникот нели на државните закони и пошто јас сам работам. И после од 17 часот до 20 часот. Меѓутоа ние секогаш можеме да оставиме, имаме и телефонски број на самата врата, може некој да не се јави, да не закаже и да дојдеме и порано. Кои се обврски ги имате овде? Значи не е само обврска да се разговара со сите оние купувачи кои што би дошли да се обезбедат овие прекрасни уметнички дела. Вие сте нонстоп негде на телефон, зборите, правите, пустите, што е работа? Сме на телефон, сме на интернет, разговараме, значи и луѓе кои што сакаат да продадат слики, кои што имале од колекција, постоа со уметници, се договараме, да видиме насликале ново дело, па да отидеме до кај нив, го користиме тој период, значи исто викендите исто ги користиме доста за посета на домовите на ликовните уметници, разговараме за делото што го направиле, потоа иначе да, од 10 часот кога ќе дојдеме, обавезно пиеме по едно италијанско кафе, кој што ќе го и конзумираме и го конзумираме. Едно од поубавите, барам да пофалам така. Да, и потоа отвараме компјутер, пратиме на Facebook што се случило, како, дали има нови лајкови на некоја уметничка слика која што ја презентираме. Се јавуваме ако имаме веќе дело од некој автор кој што е ново, па пуштаме на муштери кои што се заинтересирани за тоа дело да го видат, да го пуштиме, па да ги поканиме да дојдат на едно исто кафе пиење. Имав еден коментар пред известно време, еден пријател и муштерија вика, јас кај тебе го пијам најскапото кафе. Кога дојдам на кафе, одма ме кошта. Кај тебе ми е најскапото кафе. А зошто да не, кога е за уметност и кога е за убавина. Сепак, зошто е луѓето убаво да купуваат вакви ретки уметнички дела? Еве сега да кажеме на вистина чинат скапо, но која е убавината во сето тоа? Значи овака да се разбереме. Уметноста си има своја вредност. И тоа луѓето мора да го научат, дека уметнината е нешто што се купува и се остава на генерации. Тоа, кога ќе земете едно уметничко дело, примерно сте го купиле, да речеме, 100 евра сте го земеле во моментот од еден автор кој што вреди толку. Тоа на пазарот нема да изгуби на вредност. Може да изгуби ситно у почетокот или било како, се зависи од автора што сте го купиле, меѓутоа може и многу да се добие. Секогаш тоа го ставам и во разговорот со муштериите кога ќе дојдат, им кажувам дека од второстепено значење е вредноста на уметничкото дело. Може од првостепено е самото дело да им се допадне, да им легне и да уживаат во него. Значи не може да купите дело а да не уживате во него. Ја не можам со сила на некого да му кажам мораш да го купиш тоа дело, треба да ви се допадне. Сега второто значење е она што го збориме, дека самиот тој сликар
чини со текот на времето повеќе и повеќе и никогаш да не се плашат да платат пари за уметничко дело, бидејќи од материјалните нешта што ги имаме, тоа е еден дел кој што вреди секогаш повеќе и повеќе и ќе вреди многу повеќе и повеќе. Апелирам до гледачите, значи и до муштерите, значи дека уметничките дела не губат на вредност. Не губат сега, посебно во периоди кога е општа некоја криза во светски рамки, нели, и во рамки во републиката. Сега се купува дела кога се најевтини. Значи може нормално се купува и кога ни иде на сите, нели, и уживаме. Меѓутоа и сега се купува дела бидејќи се најевтини. Самите автори се сведени да ги даваат своите дела да ги даваат по одредена цена кој што никогаш понатаму кога ќе вредат повеќе нема да ги даваат таа цена. Секогаш ќе бидат поскапи. Сепак и вие сте одреден филтер како уметнички галерии, не дозволувате се да отиде на продажба. Точно е, нема шанси. Значи, како прво, јас како галериста работам на одреден принцип и не работам со не работам уствари работам на одреден начин со тоа што откупувам дел. Како галериста, како личност, значи како Мартин, јас си откупувам дел од одредени колекционери кои што сум соработувал, кои што не сум соработувал, постари колекционери, уште пред да станам галериста, луѓе кои што имаат фамилии кои што купувале на времето нивните дедовци, нивните баби, нивните татковци, мајки и им ги оставиле во наследство. Значи ги откупувам тие дела како не само за купи продај, значи некогаш јас самиот колекционирам, не некогаш него погледам дел, јас и сум колекционер. Значи јас уживам во уметноста и јас сакам уметноста и ја гледам пред се како вистинска вредност, а после ја гледам на второстепено што го кажавме како дела кои што ќе ја вратат вредноста или кои што можете да заработите. Значи треба и така и луѓето малце да ги гледат работите. Прашам Мартин, има дела кои никогаш не би ги продале? Имам дела кои што и многу од муштериите ги знаат кои што никогаш не би ги продале. Тој е прав колекционер. Да сте ми жив и здрав, ја навистина уживам во овој разговор и благодарам што дојдовте време вака да може да се прикажеме малку повеќе. Навистина е убава и интересна оваа работа. Ајде сега да кажеме нешто друго. Освен уметничките дела, тука се врамуваат и слики. Така и тоа е еден дел од вашето секојдневие. Јас имам доаѓано порано и биравме рамки, баравме малце да позбориме на таа тема. Значи, овака, сега тоа не е од второстепено значење, врамувањето, бидејќи тука па и немате некој голем профит, меѓутоа имате обврска кон муштериите ваши, да им ги врамите убаво делата. Вие ако приметивте во самата галерија, половина и повеќе слики се во наша собственост, откупени од авторите и ние си ги врамуваме. Ние вложуваме во тоа и ќе погледнете се со поскапи рамки. Значи ние не даваме муштеријата да купи слика ако нема, мислам, продавате по поскапо, пример ја давате 1000 евра да му ставите од 10 евра рамче. Ние ќе ставиме од 100-150 евра рамка. И од тој аспект, значи, и земаме и рамки и работиме и со рамки. Во другиот дуќан работиме повеќе и со рамки и со огледала, врамување огледала, правиме огледала по нарачки, по димензии. Некакви драматични, антички, секакви. Таму имаме за 3 пати поголем избор на рамки. Значи тоа е поврзано едно со друго. Ние понатаму си планираме некои несување на уметнички бои, палети, штафелаи. Тоа е со текот на времето, планираме и тоа да го почнеме да го работиме, да ни биде како трето нешто. И нормално, ако некогаш во животот успееме да се добереме до повеќе средства, да можеме да отвориме и поголем центар, а еден арт центар, тој арт центар да се состои од многу други работи, од учење, значи припрема на дечиња со одредени професори да доаѓаат, не само дечиња, и вие лично можете да дојдете да учите да цртате, тоа не е грешка, нели? Секој се учи, нели, зашто да не се научи да се црта. Прва работа што ќе ја направам штом се пензионирам, така да чекајме, уште малку има. Дај Боже. Малку хумор нормално. Да. Ама не е нормално, да. Никогаш не е касно, значи за таа работа. Посакувам што поскоро еден ваков арт центар, бар до моје пензионирање да биде готов. Ами чулте Господ, дај Боже и побрзо. Се приближуваме кон крајот. За жал имам уште малку време, уште многу прашања. Мартин, е вака да скратам. Кои ги фаворизирате уметници од Македонија, а кои ги фаворизирате од странство? Има ли некој вака што ви се посебно легнати на срце? Овака сега, мислам, фаворизирање, можам да кажам од областа на правците во уметност. Јас го сакам
импресионизмот и експресионизмот во како правци во уметноста и нормално втората генерација ме е една од најумилените генерации на доајените на македонското сликарство. Значи од Мазев, за Томошија, Калчевски Ристо, значи збориме за таа една плејада на генерации поствоени кои што се сликале доста слободарски. Значи сликале, се шетале доста, оделе по Париз, гледале од тие модерни сликари, прифаќале од нивната уметност и тие се едни од најдрагите, значи мене ми се едни од најдрагите сликари. Исто од третата генерација можеме да ги напоменеме, ми се допаѓа и Свето Манев, и Коле Манев, и Рубен Скорубин, тоа се сликари кои што творат исто доста квалитетно и прават дела кои што се на пазарот едни од најумилените и најдопадливи за очи. Од светска уметност, ја не може да кажам дека Пикасо ми се допаѓа најповеќе, меѓутоа го имате еден Шагал тука, еден страшно име, значи малце ми е покитњас, меѓутоа и Густав Клинт ми е одличен сликар, меѓутоа гледам дека луѓето доста го сакаат како и тој е еден од најскапите сликари. Јас го имам средното, да, навистина. Преку стотици милиони една слика, така да тоа е за поздравување. Меѓутоа тоа се други кругови, тоа се други, ние сме по-локални тука, така да тешко можеме се избориме со таков тип на галерии и уметност. Така, имате ли информација колку е продаена некоја слика вака најскапа во светот? Па мислам дека околу 180 или 250 милиона евра нешто беше таква мислам многу пари, многу. Така, далеку сме од таму, нели во Македонија? Далеку сме, како што кажам. Но сепак имаме, како што кажавте, уметници кои многу вредат. Имаме потенцијали, имаме автори кои што почнуваат сака да се пробијат во странство, малце потешко бидејќи уметноста е веќе сега малце пораширена низ овие медиуми како што се интернетот, така да одито тешко, ама има автори. Да го привршиме нашиот разговор, почитувани гледачи, доколку сакате дома да си го направите прекрасно место во кое што ќе живеете со особено и големо уживање, еве, галерија Мартин е тука и мојот драг добар пријател Мартин, не само тој и останатите уметнички галерии кои што се грижат за оваа прекрасна уметност од рацете на оние кои што изработуваат да дојде директно до нас. Така да ти благодарам уште еднаш кај што беше дел од ова наше дружење, што би им препорачал на сите дечиња кои што не гледаат сега и сакаат еден ден да го работат токму она што го работите вие. Па би им препорачал да бидат упорни и истрајни, бидејќи ова работа е со упорност и истрајност и многу голема желба и голема љубов кон уметноста. Благодарам што беше дел од ова наше денешно дружење и се надам ќе се видиме повторно. Даре, ви благодарам на вас, па повелете кога сакате, пак би направиле некоја друга емисија. Тука сме што треба. Правење емисија овде кај вас е вистинско задоволство, навистина ќе заминам овде со фантастични импресии. Така да, почитувани гледачи, се надеваме дека и вие се изнауживавте во овие прекрасни гледки, во овие прекрасни слики, во овие ремек дела од уметност. Се гледаме повторно во следното издание на емисијата Супер Звезда, до тогаш бидете живи, здрави, слушајте ги мама и тато и сакајте ги македонските автори. Поздрав, чао, се гледаме. Чао.